Податоците покажуваат дека $80,000 може да представува дното на сегашниот циклус на биткоин. Оваа недела следиме дали пазарот ќе задржи стабилноста и ќе започне ново опоравување. Биткоин моментално се движи околу $87,000 по најновата корекција која го донесе до $80,500. Анализите покажуваат дека шансата за неделен завршеток под сегашните нивоа е само 9%, што укажува на висока веројатност дека пазарот ќе стане стабилен. Истовремено, историските податоци од модели на капитулација покажуваат дека слични образци, 3 последователни недели со висок волумен на црвени свеќи, во повеќето случаи претходеле на пресврт кон раст на цената. Краткорочните држачи активно акумулираат, додека долгорочните делумно продаваат. Најголемиот нето реализиран губиток од колапсот на FTX е регистриран, но пазарот се врати позитивен скоро веднаш. Брзата апсорбција на принудна продажба значи дека понудата на пазарот е стабилизирана, овозможувајќи биткоин да ја брани зоната од $80 до $85,000. NVT Golden Cross достигна минус 1,6, што сигнализира подценетост на пазарот и можност за краткорочна позиција за купување. Анализата предвидува 91% шанса биткоин да достигне $118,000 од сегашните цени, 99% шанса да се достигне $112,000 и 75% веројатност дека поширокиот бул маркет ќе продолжи. Овие бројки се базирани на историски модели и анализа на волумен, што укажува дека сегашните активности се дел од повторливи циклуси. Ликвидноста во пазарот се зголемува, што го поддржува долниот опсек од $80 до $85,000. Ефектите од Federal Reserve и краткорочните мерки го поддржуваат потенцијалниот раст. Зголемената ликвидност може да создаде rising tide ефект за биткоин, овозможувајќи стабилизација и повторно тестирање на повисоки нивоа. Fear and Greed индексот искачи на 19 од 100, што укажува на почеток на закрепнување во криптосентиментот. Социјалните мрежи покажуваат дека паниката и продажбата се намалија, што го менува сценариото од претходните недели. Продолжувањето на позитивниот сентимент и апсорбцијата од краткорочните држачи може да биде сигнал за стабилност на пазарот. Ако зоната од $80 до $85,000 се задржи и ликвидноста остане стабилна, биткоин може да започне нова фаза на опоравување. Следните денови се клучни за да се види дали пазарот ќе задржи моменталната стабилност и дали ќе започне нов раст. Следете ги on-chain сигналите, активности на long-term holders и short-term holders и техничките нивоа. Тие ќе диктираат насоката на биткоин во наредниот период.